А со бројни активности, денеска Светскиот ден на детето се одбележува и во Битола. Добро утро за колешката Александра Максимовска, која што ги има деталите во ова линковско вклучување. Добро утро повтор пат, Ване. 20 ноември, Светскиот ден на детето. Целта на одбележување на овој ден е да се сврти вниманието на јавноста кон општествената одговорност, кон одговорноста на општеството, кон децата, како и кон проблемите со кои што се соочуваат децата низ целиот свет. На таа тема денес се јавуваме од Општинското основно училиште Свети Климент Охридски, кое што преку целата година работи на унапредување и заштита на детските и ученичките права. Со нас денес се тројца соговорници. Ќе започнеме со нашиот прв соговорник, тоа е директорот на училиштето, господинот Предраг Созовски. Добро утро, директоре. Денес е Светскиот ден на детето. Како ќе го одбележите овој ден? Пред се би сакал да се заблагодарам на вашата посета и да ги поздравам гледачите на вашата утринска програма на Македонската радиотелевизија. Денес, како што рековте, е Светскиот ден на детето, меѓутоа во едно училиште би рекол дека секој ден е ден на детето и секој ден е посветен на детето, така да низ целата година преку воспитно-образовната програма, покрај програмите кои работиме на зголемување на знаењата и образовната компонента, секако дека секојдневно работиме и на воспитната компонента и зголемување на оние знаења на учениците за нивните права, за нивните обврски, за градењето на нивните карактери, да како возрастни бидат рамноправни членови на нашето општество. Секако денес е посебен ден, кога е донесена Конвенцијата за право на детето, далечната 1989 година. Ке имаме и малце поголем број на активности со таа тема, работилници на часови, ке имаме и една приводна манифестација заедно со дечињата од градинката Коца Василева, каде ќе дадеме поголемо значење за правото на детето низ целиот свет. Поддржани сме и од една општествено одговорна компанија, ке имаме манифестација, еколошки активности, засадување на цвеќиња и така натаму. Пред се децата да се информираат за нивните права, за да можат потоа да уживаат во нив. Како што кажав, преку целата година вие работите на рамноправност на сите ученици. Какви мерки превземате во однос на ова прашање? Секако дека секое дете кој е дел не само од нашето училиште, туку од светот, треба да се чувствува рамноправно. Програмата која работиме и со наставниците, и со психолошко-педагошката служба опфаќа голем број на училници, на работа во училница, активности, голем број на часови, проекти и така натаму, со кои гледаме да тие знаења за нивните права и нивните обврски стигнат до децата. Работиме голем број на хуманитарни акции со кои учениците гледаме да му дадеме рамноправни услови за работа, рамноправни услови за учење, да ги помогнеме да се чувствуваат добро и рамноправно во оваа наша училишна средина. Благодарам. Со нас е и координаторката на ученичкиот парламент, со неа ќе поразговараме на темата како функционира ученичкиот парламент и што е во неговиот фокус. Добро утро, Кристина Андоновска. Добро утро. Да, значи сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница. За организирано стварување на интересите на учениците, тие се организирани најпрво во заедници на паралелки, а потоа и во училишен парламент. Значи училишниот парламент го сочинуваат сите претседатели на паралелките од 1 до 9 одделение и истиот работи по претходно смислена програма. На почетокот на секоја учебна година имаме она конститутивна седница на која што присуствуваат сите председатели и се избираат највисоките функции на ученичкиот парламент, председателот на ученичкиот парламент, неговиот секретар и ученичкиот правобранител, кои што всушност ги имаат највисоките функции и должности во училишната заедница, во училишното организирање воопшто. Тие понатаму на секоја наредна седница, на сите наредни состаноци на телото, си се оние координатори, организатори, записничари.
Понатаму, во текот на целата учебна година, значи работата на училишниот парламент ја координира тимот за ученичко водење, ученичко организирање и заштита на детските права. Во нашето училиште во тимот сме јас, директорот, педагогот и психологот на нашето училиште. И преку редовни средби со учениците, со станоци, ја анализираме тековната состојба во училиштето, разговараме за некои воочени проблеми кои што сме ги воочиле, значи во текот на тие денови, и на секако наоѓаме решение за решавање на тие проблеми. Како примарна и главна цел на ученичкиот парламент е промовирање на детските права, нивно унапредување и заштита. Ученичкиот парламент има широка низа на активности кои што се од аспект на во борба против меѓуврсничкото насилство, понатаму за заштита од дискриминација, за на развивање чувство на одговорност, градење позитивна атмосфера во училиштето и така натаму и така натаму. За ова повеќе би сакала да разговарам со председателката на ученичкиот парламент, која е, можам да кажам, денес ни е главна гостинка. Добро утро за Антонија Гајтановска. Вие сте председател на ученичкиот парламент. Може да ми кажете повеќе за активностите со кои што ги работите? Нашиот ученички парламент, како облик на организирање на учениците, одржува редовни седници со станоци, работилници и други активности од различен карактер. Фокусот е насочен првенствено на застапување, промовирање и заштитување на правата и интересите на учениците. Понатаму се организираат хуманитарни, општествени и еколошки активности во состав, во соработка со стручната служба и нашите наставници. Редовно се анализира општествената атмосфера во училиштето со цел да се избегнат проблеми кои можат да ги повредат правата на учениците. До сега имавме неколку интересни работилници на различни теми, например за Конвенцијата за правата на детето, за борбата против меѓуврсничкото насилство, за Светската недела на детето и слично. Во ова учебна година предвидени ни се доста интересни активности но и во нашето училиште. Антонија, за крај, преку детските очи, што мислите? Дали децата доволно ги познаваат своите права и дали уживаат во нив? Ние учениците уште од помалите оделенија се запознаваме со нашите права, како и со нашите обврски со помош на наставниците во училиштето. Тие ни организираат проекти преку кои ни помагаат да ги зголемуваме нашите знаења во тој поглед. Исто така со помош на ученичкиот парламент и со работилниците кои ги организираме, ние се стекнуваме со уште повеќе информации. Сметам дека нашите права се почитуваат, но сепак сите заедно треба да работиме на подобрување на човечките односи и намалување на меѓуврсничкото насилство, како и другите злоупотреби. Како главни проблеми. Ви благодарам на сите. И покрај одредбите од конвенцијата и напредокот кој што е постигнат, статистиките покажуваат дека и понатаму децата се соочуваат со проблеми, дел од нив живеат на работна екзистенција, имаат проблеми со образованието и здравствените услуги. Па сите оние кои што можат да помогнат и ние како медиум, училишта и сите учесници во општеството да помогнеме секој ден на детето да го направиме да биде среќен ден, не само 20 ноември како еден ден на одбележување, туку секој ден, секој дете да биде среќно дете. Студио. Благодариме Александра. Александра Максимовска беше тоа од Битола.